Денеска со граѓаните на Неготино, Димир Капи и околните места во директен контакт ќе разговараме за програмата и мерките на Социјалдемократскиот сојуз. Најголем дел од програмата и мерките се посветени на економијата. Целта ни е да преку овие мерки создадеме економски амбиент, инвестициона клима со која што ќе се овозможи да се реализираат нови реални вработувања, со тоа повисока минимална плата, повисока просечна плата, да овозможиме повисоки пензии, да се мерки со кои што ќе овозможиме бесплатно здравство и така натаму. За да се дојде до ова, неопходно е да оваа власт падне, односно да овозможиме да запре недомаќинското трошење кое што го прават во овие 10 години. Граѓаните мора да знаат дека во 14 години од кога е на власт ВМРО-ДПМН заедно со Груевски, 4 како министер за финансии, 10 како премиер на оваа власт, ги задолжи граѓаните на Република Македонија за 70% од целиот јавен долг. Во овој период од 4 милиарди и 300 како официјален јавен долг кој што го има Република Македонија почнувајќи од 1945 година, 3 милиарди или 70% се резултат на потписот на Груевски и неговиот кум Ставрески. Низ средбите со граѓаните ќе се обврземе и ќе кажеме дека со нашата програма ќе обезбедиме 65.000 работни места кои што ќе бидат реални. Дека целото тоа ќе го направиме врз основа на директни субвенции и помош на домашните и средните предпријатија. Дека ќе ги изедначиме домашните и странските инвеститори. Дека најмалце 20 до 50 милиони евра годишно ќе ги насочиме кон директна помош на домашните предпријатија, дека ќе овозможиме 15% враќање на данокот на додадена вредност. Ние, заедно со граѓаните на Република Македонија, се бориме за слободна, демократска и европска Македонија и на тој пат никој не може да ни застане. Благодарам.